Физичкото присуство, заедницата, молитвата и поддршката од голема важност за скршените од болка и тага. Ваквите препораки од голема важност за процесот на оджалување советуваат психолозите, бидејќи истите покажуваат дека никој не е сам и никој не треба да биде. Во овие моменти, според нив, е најразумно да се остави тишината и да се понуди физичкото присуство од најблиските, во знак на поддршка и сочувство. Во овие моменти, најразумно би било да се остави тишината да делува. Подобро е само да го понудиме нашето физичко присуство како поддршка, како и нашето сочувство. Бидејќи навидом утешителните зборови од типот ќе биде во ред и не грижи се, често можат да предизвикаат дополнителна болка и штета отколку добра. Наместо на промислените фрази, можеме да ги прашаме засегнатите како можеме да ги помогнеме и да им пружиме целосно грижа. Нешто кое што мораме да го сватиме е дека ова е потресен настан. Ова е голем шок, особено за најблиските на настраданите, за преживеаните и за работниците вклучени во оваа трагедија. Затоа, доколку болката е обземачка и ако е породителна, сосема во ред од докторите и психијатрите да се побараат суплементи или медикаменти. Од особена важност е заедницата. Во овие моменти се организираат молитви во црквите, групи за поддршка во младинските центри. И овие собери се од голема важност за процесот на оджалување, бидејќи ни покажуваат дека никој не е сам и никој не треба да биде сам. Самотијата и изолирањето во вакви моменти можат да донесат до само поголем очај и последици. По моментите на голема тага, ќе дојде оној миг кога настраданите ќе имаат малку повеќе сила да зборуваат на глас и да го искажат она кое го почувствувале, велат психолозите, со што доаѓа моментот кога страдалните треба да се обратат кон стручните лица, бидејќи тие ги сослушуваат истите од сосема различна перспектива. На крај доаѓа и моментот кога ќе имаме малку повеќе сила да зборуваме на глас и да го искажеме она кое сме го почувствувале, и ова е моментот кога треба да се обратиме кон стручните лица од полето на менталното здравје. Бидејќи иако овие нешта е добро и треба да се дискутираат со најблиските, многу подобро можеме да се разбереме кога некој ќе не сослуша од сосема различна перспектива. Психолозите и терапевтите помагаат дури кога не знаеме како да се искажеме, дури и да не се чувствуваме дека сме подготвени. Тие се тренирани да седат со нас во тишината и да ни дадат простор да се распаднеме, да се соземеме, а со време и да зацелиме. Важно е да бидат обкружени со своите блиски, бидејќи само на тој начин таа рана може да зацели со текот на времето. Важно е да гледаат напред кон работите кои што ги имале испланирани претходно, да ја одржуваат својата рутина колку што можат повеќе и времето ќе си го направи своето. Од особена важност според психолозите е да се побара стручна помош, бидејќи тоа е сосема нормално и во ред, бидејќи трагедијата која се случи не само што е потресна ментално, туку и физички. Поддршката е неопходна со цел лицата го поминат траурот кој може да биде критичен.